Работните и професионални права се како предуслов на слободното новинарство, затоа и честитам на Тамара на Белата книга. Беше исклучително тешко да се направи таа книга, предпоставувам, како што видов од анализата, луѓето не се расположени да зборуваат за своите проблеми. Најлошо би било да се застане на овие резултати и 80% од овие песимисти за една година би биле и повеќе од 80%. Јас ке ви дадам само кус преглед на она што ние го правиме во Хрватска, да ви даде некоја идеја. Јас сум долго во синдикатот и како што гледате може да се преживие. Во Хрватска имаме две организации кои се занимаваат со новинарските права. Нашите надлежности се поделени. Законот го препознава само синдикатот на Хрватска како единствен социјален партнер. Нашата улога е преговарање, кога се работи за трипартитно преговарање, но ние работиме и едукација на новинари и правна заштита. Тука ни одат најголемите пари, обнова на членството и штрајковите. Структурата на синдикатите на новинари на Хрватска е едноставна. Секоја редакција има право да има свој синдикат. Тие се автономни во оние редакции кај што има премалку новинари кои би можеле да организираат свој синдикат, тие директно ги вклучуваме во централа. На тој начин ги вклучуваме сите новинари. Новото време донесе нови проблеми, голема флуктуација од редакција во редакција, односно фриленсерство или хонорарна работа. Затоа во последно време имаме мал пад на членовите. Новинарите се повеќе се освестуваат, ја сваќаат потребата од синдикално организирање, затоа што се гледа дека од резултатите може да се извлече некој бенефит за сите. Она што ни е основната цел е колективно преговарање. Имаме подружници и во јавните и во приватните предпријатија, како што е Хрватската радиотелевизија и Хрватската информативна агенција. Таму каде што се јаки синдикатите, таму се поголеми и правата. Она што е нашата болна точка е националниот колективен договор. Се уште не е доволно голема свеста за тоа. Испробавме се и можам да ви кажам дека оние редакции кои ги имаат сите институции кои се важни за заштита на новинарите се големи. Редакцијските совети за вас се исклучителни со оглед на ова големина на автоцензура. Не знам дали вашиот закон тоа го препознава. Ако не треба да се бара да се основа, тие ги штитат правата во редакцијата, правата во односот на собственикот и на уредниците. Ние во Хрватска велиме дека така ги перципираме и низ некои наши анализи, се покажа дека низ редакцијските совети може да се влијае и врз собственичката структура да биде беневолентна врз кај новинарите. Тоа е наметнување на теми од страна на уредниците
Ona što za nas je mnogo značajno, imаме i nije naša bela knjiga, izleze 2010. Ta se занимаваше со мобинг, односно физички напад врз новинарите. Се уште имаме некои нерешени случаи. Пред се послужи да се види како изгледаше во 90-тите години. Она што ни е дополнителен фактор, ние ги анкетираме луѓето како се задоволни со условите за работа и дали поради тоа се подготвени за штрајк.